дека во 1882 година, во Гевгелија на денешното место каде стои црквата Свети Кирил и Методиј, била изградена малата црквичка Параклис. Се покажало дека таа е премала за населението од овој крај. Па така, во 1896 година и завршена денешната црква. По својата архитектурна форма, црквата е трикорабна. Таваните на црквата се рамни и се подпираат на 8 столбови поставени во два реда. На централниот свод се наоѓа икона со представата на Исус Христос Пантократор. Според светиот апостол Павле, верата е жива представа за она на кое се надеваме и е докажување на она што не се гледа. Според зборовите на светиот Јован Дамаскин, верата е она што се надеваме и е увереност во невидливото. А пак светиот Јован Златоус ни кажува, верата е поглед кон непознатото. Во што е богатството на верата и незиниот значаен придонес во општеството? Во отфрлање на деформациите фундирани врз гревот, а верата го учи човекот како да го победи гревот преку подвиг и добродетели. Мудриот Достоевски рекол дека најтешко ќе му биде на човештвото и на човекот кога ќе се смета дека е се слободно и се е допуштено. Верата многу влијае врз трансформирањето на општеството кон подобро. Верата и црквата повикуваат на постојано служење на Бога и служење на луѓето. Значајната улога на верата го остварува измирувањето меѓу Бога и луѓето и на луѓето меѓу себе. Тие се духовни и трајни вредности и пред Бога и пред човештвото. Иконостасот го сочинуваат парапетни табли на кои се насликани глави на ангели со крилја, а има и престолни икони во цел раст. Вториот ред на иконостасот го представуваат празничните икони на поедини светители, но централното место го зазема композицијата Тајната вечера. Во црквата постојат неколку икони на Пресвета Богородица, на кои им се припишуваат чудеса. Икона за која малку се знае, а се нарекува Богородица цвет кој не венее и припаѓа на црквата Свети Кирил и Методиј. На западната тераса, ѕидовите во овој простор се лишени од живопис, отстапувајќи место за неговата нова намена, како храмова галерија, така што како дел од старите икони на црквата се изложени во овој простор. Моралните вредности се духовното богатство на верата, образованието и воспитанието. Преку нив може најдобро да се објасни и да се свати дека е важно да бидеме морални. Затоа Николај Бергјаев вели: оној кој што верува во Бога, тој верува и во доброто во човекот. Така постануваме добри еден за друг, а Свети Јован Богослов во Евангелието запишал: секој што прави добро од Бога е. Нашите постапки нека бидат постојано во склад со златното евангелско правило. Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете го им го и вие. И според пораката на светиот апостол Павле, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Во дворот на црквата Свети Кирил и Методиј се наоѓа и крстилницата Параклис, посветена на Свети Нектарий Егински. Живописот, како и просторот, ја вклучува во себе двојната функција на објектот. Покрај примарната како крстилница, објектот има и богослужбена намена. Крштевањето Христово ја зазема централната позиција на источниот олтарен ѕид. Покрај 6 икони на иконостасот, во првата зона се представени 18 светители во цел раст, меѓу кои повеќето ново канонизирани.
Низ годините црквата била поправувана и обновувана. Таа настрадала во Првата светска војна, така што постојано била доградувана и обновувана се до 1946 година, кога го добила денешниот изглед.